обвинител Јовески, почитувани директори, почитувани обвинители, суди, ценети амбасадори, колеги и гости. Би сакал на самиот почеток да ја израза мојата благодарност за можноста да присуствам и да се обратам на овој денешен еминентен собир, посветен на една, според мојот длабоко убедување, исклучително значајна безбедносна проблематика, а тоа е борбата против транснационалниот криминал, овој пат од аспект на заедничката меѓусебна соработка и правна помош во соочувањето со тој крајно опасен заканувачки облик на криминално действување. Велам заканувачки затоа што последици од несоодветното, неблаговремено и сеофатно спротивставување можат да попримат стравични димензии по многу сегменти од општественото живење и функционирање. Впрочем, сите ние овде, кои на еден или на друг начин сме упатени во сферата на безбедноста, сето тоа многу добро го знаеме. Имено транснационалниот криминал, односно неговите разновидни форми на конкретно манифестирање, тесно ги следат или попластично кажано тежнеа да се прилагодат кон сите општествени, системски и технолошки трендови на развој, обидувајќи се во континуитет во нив да најдат пукнатини, можности и алатки што ќе ги користат во своја полза. При тоа се разбира, нанесувајќи им штета на општествата и на граѓаните. Всушност, транснационалниот криминал, кој што мораме да признаеме, во пракса знае да биде прилично близок и со меѓународниот тероризм. Не може да се третира никако поинаку, освен како перманентна закана, кон која што е нужна исто така перманентно спротивставување на сите органи за спроведување на законите. И се разбира, бидејќи станува збор за транснационален криминал, кој што не признава и не познава граници. Примерно во таа борба е меѓународното заедништво, соработката, комуникација меѓу сите надлежни институции и на сите можни нивоа, вклучително и во оној нормативно-процедурален дел, кој се однесува на фазата на истражно-обвинителското работење. Не само аспект на полициското работење, туку и генерално по однос на сите органи за спроведување на закон. А во контекст на меѓуинституционалната билатерална, регионална или мултилатерална соработка, денес е веќе сосема јасно дека основата на таа соработка мора да биде систематизирана врз основа на правовремени и квалитетни информации, нивна соодветна размена на национално, регионално и меѓународно ниво, како и на потребата од меѓуинституционален и меѓународен пристап во иницирање и на водењето на истраги од областа на организираниот криминал. Потаму сметам дека оваа денешна конференција, што практично се одржува во рамки на активностите од реализацијата на европскиот ИПА проект 2017 за борба против тешкиот криминал во Западен Балкан, е исклучително важна не само заради размена на конкретни искуства, туку и заради можноста да се слушнат или промовираат нови идеи, предлози, како да бидеме заеднички поуспешни, поефикасни во детектирањето и спротивставувањето кон сите облици на транснационалниот криминал. Конечно и целта на овој ИПА проект е токму зголемување на ефикасноста и соработката помеѓу регионалните и националните институции во спречување на сите форми на организиран криминал, вклучувајќи и повраток на финансиски средства добиени преку различен тип на прекограничен криминал. Нашата држава, сите институции одговорни за спроведување на законот, денес како никогаш порано со уште посилна посветеност ќе продолжат со максимална одговорност и отвореност да го дават својот реален придонес во меѓународната и меѓуинституционалната борба против сите видови на организиран и транснационален криминал. На крајот сакам, заблагодарувајќи се на нашиот партнер Европската Унија, на нашите пријатели и колеги од Република Италија, како носители на реализација на овој ИПА проект, да го изразам своето уверување дека заеднички ќе успееме во целите што ги споделуваме и што се примерна важност за сигурноста и просперитетот на сите наши граѓани. Благодарам на